можеби и нема да ни ги земе работните позиции, туку луѓето што ги знаат овие вештини, што ги знаат овие алатки како да ги работат, наверно тие ќе ни ги земат работните позиции. Ова е петата епизода на Брейнкаст. Со мене е 8 дами и господа. Денеска е втората епизода од Q&A сесијата. На Q&A сесиите луѓе кои се превуваат на интернет ги повикуваме кај нас во студио. Они поставуваат прашања, ја пробам да ги одговорам прашањата, така да тоа ќе почнеме без да должиме многу, ќе почнеме од тебе. Повели со првото прашање. Моето прашање е што е потребно за еден продукт да биде најдобар на пазарот, односно дали најдобрите во индустријата се разликуваат по една или повеќе работи да се. Океј. Значи, ова е многу интересно прашање, затоа што како те беше името, извини? Иван. Иван не праша како да ја победиш конкуренцијата, него праша во кои работи, во кои фактори треба еден производ, еден бизнес да се разликува за да може да успее на пазарот. И сега би сакал да ви представам неколку теории, меѓутоа прво еден парадокс. Ние не мора да се такмичиме со конкуренцијата за да ја победиме и има начин како можеме да ја направиме конкуренцијата ирелевантна и така да функционираме, се создадеме свој пазар и да можеме во тој пазар ние сами да немаме конкуренција. Малце ово чудно звучи, меѓутоа ќе пробам да ви го. Има три теории, три книги тоест три теории од тројца автори од неколку книги ќе пробам да ви споделам тука. Значи првата книга е Blue Ocean Strategy, не знам дали ја читал некој од вас. Авторите имаат две книги, Blue Ocean Strategy, Blue Ocean Shift се викаат двете книги. И за разлика од книгите што ги читам и на претходните епизоди што ги спомнувам се книги од 60, 70, 80 години, оваа книга баја ги понова, мислам дека понова од 2010 година. И тука кажува дека има начини како да ја направиш конкуренцијата ирелевантна и да си создадеш свој пазар и во тој пазар да работиш, да немаш конкуренција. Ќе пробам да ви ги обяснам кои се чекорите што ги објаснуваат во таа книга. Втората филозофија е на Питер Тил, не знам дали го знаете, тој е многу познат инвеститор, еден од основачите на PayPal на времето, PayPal мафија што ги викаат, и инвеститор во Facebook и уште еден куп други компании, мислам дека сега во моментов е коосновач на Palantir. Он има една мантра која вика Competition is for losers. И има едно предавање во 2013-2014 година на интернет, ќе го најдете со овој наслов Competition is for losers, и он кажува дека треба да влегуваме на пазари каде што нема конкуренција или да направиме да нема конкуренција. И третото е не знам дали го следите, Навал, тој исто така инвеститор и има една теорија или размислување која вика The Power of Category, моките на категоријата. И он вика дека не е зависно во која индустрија си, дека ти можеш да креираш собствена категорија и во таа категорија да немаш конкуренција. И са овие работи, ако не сте ги читали овие книги или ако не сте ги следали овие експерти, малце чудно звучи, се уште нема смисла и ќе пробам да ви објаснам. И вика има неколку чекори како да ја направиш конкуренцијата ирелевантна. И вика првиот чекор и како да се фокусираш, ти што го спомна, на индикатори, како да се фокусираш на неколку индикатори кои се навистина важни и во нив да инвестираш повеќе од било кој останат во индустријата. И на тој начин да направиш да немаш конкуренција и да е ирелевантна конкуренцијата. И што кажуваат овие автори, горе-доле се поклопуваат во размислувањето. И вика првиот чекор е да дознаеш точно кој ти е конкурентот. Да дознаеш прво точно кој ти е клиентот. И да речеме во нашиот случај, ќе пробам да ви објаснам сега со примери, во нашиот случај на Brainster, клиент не се луѓе помеѓу 23-35 години, најчесто во оваа таргет група и на нив се фокусираме. И второто прашање што треба да го откриеш е што точно бараат овие луѓе. Кои се точно нивните интереси, зашто доаѓаат кај нас, што точно ние треба да направиме за да може да им ги исполниме нивните очекувања. И ако се ги запрашаме овие прашања, тие прашања можеме да ги откриеме ако ги прашуваме луѓето, нели што се наши клиенти. Луѓето кај нас сакаат да научат релевантни вештини кои моментално се барани на пазарот на труд
да може да се вработат по завршување на академиите, на програмите. Значи, тоа е тоа што го бараат луѓето. Трет чекор е да видиме кои се тие индикатори кои влијаат на овие фактори. Така, кои се тие работи што ние треба да ги правиме кои влијаат на овие фактори. Например, во нашиот случај, во сектор образование и во сите други бизниси, ти си бил во бизнис некои други услуги, бизнис кој сакаме да го земаме, клиентите си бараат дојдени се поради одредени причини и одредени фактори влијаат на тие причини. Ако земеме да речеме сега сектор образование, кои се факторите кои влијаат на задоволството, кои даваат вредност на клиентите, тоа треба да се прашаме. Кои се факторите кои даваат вредност на клиентите? Цена би била тоа факторите, така? Квалитет на програма би било другото, така? Во квалитет на програма можеме тука да земеме и релевантност на програмата, релевантност колку е алајн со индустријата, односно што тоа што го бара индустријата. Можеме да го земеме квалитет на инструкторите, може да земеме и се поврзано со програмата. Следно е, да речеме, процесите, односно сервисите ние што ги нудиме на студентите за вработување. Има партнершип тим што го јаваме, поврзување со индустрија, реални проекти и така натаму, како партнершип. Следно е student success, односно грижата на студентите за студентите додека студираат на академија. Следно е кои работи може да влијаат, да речеме сертификати, некои од луѓето сакаат сертификати и така натаму, сертификати. Сега, ова се вика strategic canvas. Ние можеме да пробаме да нацртаме каде сме ние со овие вредности, каде се останатите. И, например, во цената горе-доле сме тука сите. Ние се фокусираме многу на квалитет, многу се фокусираме на партнершип, односно за оние сервиси што ги даваме на студентите за вработување. Се грижиме за student success, односно за искуството на студентите додека студираат. И не се грижиме многу за сертификатите. Фокусирање не можеме да бидеме добри во сите работи. Не можеме да се фокусираме подеднакво добро во сите работи. Ако се фокусираме подеднакво добро во сите работи, треба и цената многу да биде висока. Така. Меѓутоа ние решаваме намерно во одредени работи да не се фокусираме. Например, во делот на сертификати, ако пред да пробаме да ги цртаме конкурентите, значи со цена конкурентите се негде. Тука исти сме со квалитет, претпоставам дека. И они се солидни во делот на партнершип. Не се грижат многу, немаат тим како ние што имаме тим, реални проекти, така натаму. Во делот на student success исто така, меѓутоа на било сертификати. Ние намерно се откажуваме во таа категорија да не се грижиме, тоа го збориме сега за брейнстер, за неформалното образование. Иако и ние ги имаме оние сертификати од МОН и така натаму, меѓутоа решаваме да не ги даваме бидејќи многу работа се отвара за можеме и тие да ги сертификати ги понудиме, наместо да ја фокусираме таму енергијата, ние решаваме намерно да се фокусираме во партнершип и во student success. Со тоа што ние сме одбрали овие категории да се фокусираме, ние сме образование за вработување. И ние во нашиот дел немаме конкуренција, така? Не пробуваме да ја следиме конкуренцијата во чекор, не пробуваме да правиме она што конкуренцијата ќе реши да го прави, туку се фокусираме во она што ние мислиме дека дава вредност за нашите клиенти. Може да го земеме сега предвид и Next, и Brainster Next, така? А ние не гледаме што прават другите формално образование. Ние знаеме точно кои ни се клиентите. Клиенти ни се студенти кои сега завршуваат 4-та година на средно образование и клиенти ни се оние што се 1-ва или 2-ра година кои сватиле дека зафркнале работа со изборот на факултет, па решаваат да не се придружат подоцна. Што сакаат овие луѓе? Овие луѓе сакаат практична работа, овие луѓе сакаат да се вработат, овие луѓе сакаат не да бубаат, туку да работат и низ работа да учат и така натаму и така натаму. И нас во овој случај воопшто не ни интересира конкуренцијата што прави, туку решаваме да дадеме сервиси, да дадеме вредност во факторите, во деловите каде што сме открили дека студентите сакаат. И што правиме ние за нашите студенти? Имаме учење преку работа на реални проекти, имаме на крај на секоја година проект од индустрија, тоест предмет од индустрија, каде што доаѓаат луѓе од компании со нивни
проекти и со нивни инструктори предаваат. Имаме завршен проект, имаме пракси секоја година, секое лето, имаме можност за вработување и ги вработуваме студентите на крај на година. Така да и ние си креираме наша нова категорија. Ние сме образование кој се грижи за овие индикатори. Нема потреба да станеме подобри од конкурентите за да можеме да победиме на долг рок. Ме разбирате, значи, што и да правиме, да имаме, да имаме дигитална агенција. Ние можеме да решиме дека ќе станеме најдобри во видео и само тоа ќе го правиме и во тој дел немаме конкуренција. Така? Ние можеме да одлучиме да основаме категорија во која што нема да имаме конкуренција. Ме разбирате која ми е. Може ќе бидеме дигитална агенција која ќе работи само UX, или ќе работи само што и да. Меѓутоа во тоа сме најдобри и сакаме да ги фатиме клиентите кои ја сакаат таа услуга. Или можеме да станеме, има во последно време да речеме во дигитални агенции има еден интересен свич што се случува последниве години. Наместо дигитална агенција да се фокусира на одреден пазар или да се фокусира на во одредена категорија да стане добар, например видео, UX, они се фокусираат во една индустрија. Што значи тоа? Да речеме, ние сме маркетинг агенција што работи за pet shops. И само за pet shops, бидејќи ја знаем, или само за едукација. Бидејќи ја знаеме индустријата и добри сме во маркетинг и добри сме во диджитал, ние можеме да таа индустрија да дадеме најдобар сервис. И утре кога ќе отидеме да пичираме на некој pet shop и не мора да ги фатиме pet shops само во Македонија, тука можеме да отидеме глобално, да ги фаќаме и големите и да покажеме портфолио на проекти кои сме ги работеле во истата индустрија, бидејќи ја знаеме индустријата, ги знаеме потребите на индустријата. И ние имаме, вие познавате некоја друга агенција што работи за pet shops само? Така? Нема. Може би да не постои. Така. И ние ќе се криеме своја категорија и таму немаме конкуренција. Разбирате? Ви има смислова? Океј. Повели. Знаеш ли, кој е вашиот став околу реализмот на новите елементи во пазарот на индустријата? Дали е тоа позитивен правец кој ќе се движи? Ова е интересно прашање и сега одговорот е дека никој не знае во која насока би се задвижувал, така? Меѓутоа не знам дали имаме избор немам избор, ќе се движи во таа насока, меѓутоа добро е да бидеме оптимисти, бидејќи сите овие големи промени што се случиле претходно низ историјата, да речеме последната пред 2000 година за интернет, пред тоа овие големи промени, секогаш после тој inflection point, после таа голема промена, идело на подобро, во секоја смисла на зборот идело на подобро. Луѓето живееле подобро, луѓето живееле подолго, квалитет на живот многу расте, се креираат повеќе работни позиции него што се изгубеле, некои изумираат, некои нови се појавуваат и секогаш бројот на нови работни позиции што се појавиле се биле повеќе отколку нешто се изгубиле. Меѓутоа едно јасно ќе биде различно, јасно е дека ќе биде различно. Не знаеме во која насока, меѓутоа треба да веруваме дека ќе се движиме во позитивна насока. И често го размислуваме и го разговараме ова и one-on-one со луѓе во организацијата и групно со лидерите често го разговараме да пробаме да сватиме во која насока ќе се движи сето ова со AI, бидејќи и за како бизнис и како индивидуалци треба да отприлика да направиме некои груби претпоставки во која насока би се движел. Сега би сакал да поразговарам за оние претпоставки кои се очигледни, претпоставувам вие сте ги размислите, така да би сакал да споделам кој е мојот став во тој дел, значи кои се оние очигледни претпоставки во која насока би се движела, имаме неколку што не се толку очигледни, се контраинтуитивни, меѓутоа немам храброст се уште за нив да зборам, така да може би нека друга прилика. Од друга страна да бидам искрен и се ги чувам за како предвидувања кои може би ќе ги искористиме како организација, меѓутоа нема да ги споделам сега со вас. Така да првото предвидување е во делот на работните позиции, ние како индивидуалци, како организации, како вештини, како и со претходната голема промена, тоа е интернетот, нели? Имало многу мал број на луѓе кои рано се приклучиле на таа промена,
рано почнали они да се адаптираат. Поголемиот дел на луѓето не многу задоцниле, значи оние луѓе кои се приклучиле малце подоцна, меѓутоа не задоцниле, не изгубиле ништо. И исто така многу мал дел на луѓе кои давале отпор долго време. Овие две први категории, оние што веднаш ќе се впуштат според мене и оние што малце подоцна ќе се впуштат, нема да имаат никаков проблем, меѓутоа според мене ова е факт е дека мора да почнеме да ги учиме оние AI вештини, затоа што нели можеби AI нема да ни ги земе работните позиции, како викаат туку луѓето што познаваат, што ги знаат овие вештини, што ги знаат овие алатки како да ги работат, наверојатно тие ќе ни ги земат работните позиции. Така да мое предвидување и совет е нели да се приклучиме, не мора да чувствуваме urgency, не мора да чувствуваме притисок дека треба најбрзо што може да се впуштиме, да почнеме да ги изучуваме овие алатки и вештини поврзани со AI, меѓутоа тој чекор мора да го направиме. Овој пат е промена која најверојатно ќе трае и нема враќање назад после ово. Има неколку предвидувања, пак ќе ги нарачам, да речеме едно од McKinsey, читав пред некој ден. Чека да се подсетам дали точната бројка ќе погледам. Предвидувањето е дека 40% од работните позиции што ќе бидат отворени, да речем, за 4 години од сега или за 5 години од сега во моментов не се измислени, не постојат. Значи ќе има работни позиции, ќе гледаме во област работни позиции за 5 години од сега и 40% од тие области ќе бидат позиции кои во моментов не постојат. Така да треба да бидеме свесни за тоа и треба да бидеме отворени, да се адаптираме, да ги учиме овие вештини. Од друга страна, ако сме одбереме да бидеме луѓето кои во првиот бран ќе се впуштат да изучуваат AI, ќе бидат луѓето што претпоставувам најдобро ќе се снајдат понатаму. Значи тоа е едното мое предвидување што е очигледно, претпоставувам сите ова сте го размислувале горе-доле. Втора работа што се случува, што е многу важна, е на оние knowledge workers, знаеме кои се knowledge workers, програмери, дизајнери, архитекти, доктори, сите тие се knowledge workers. За прв пат после долго време добиваат алатка која им помага продуктивноста многу да им се зголеме. Значи претходно се појавувале алатки кои ги користиме и постојано, нели, година за година нашата продуктивност се зголемува. Не дека стануваме поискусни, него имаме повеќе алатки, не треба да испраќаме писмо по пошта, туку имаме имейл, така. Меѓутоа, за прв пат има толку голем скок, според мене, каде што одеднаш ние можеме да станеме за месец дена, можеме да станеме 30-40% поефективни, да станеме 30-40% поефикасни, да можеме повеќе да сработиме за единица време. И тоа ќе ви го кажам сега од примери кај нас. Да речеме, истиот тим на Innovation тимот кај нас е тимот кој ги работи овие алатки, кои ги користиме за студентите кои развива софтвери, најчесто за секогаш за наши потреби, најчесто за студентите, Learn, I'm Next, не знам кои ги користите вие. Истиот тим денеска може да создаде 50-60% повеќе од пред една година. Истиот тим. Не дека стана тој тим поискусен, поуигран. Тоа има секако влијание, бидејќи истиот тим е. Тоа има влијание. Меѓутоа тоа би, ако е само тоа изолирано, би имало 10% подобри, 20% поефикасни. Не, ова зборам за дупло, можеби поефикасни. Дупло повеќе може да произведат во единица време. Така да тоа е втората работа што се случува според мене. Одеднашка голем скок на продуктивноста на овие knowledge workers, значи на луѓе како нас. И последно, трето, што на кое мислам треба да поразговараме, дека две индустрии кои се прилично тромави, сигурно има и други индустрии, меѓутоа јас сум фокусиран на овие две индустрии кои се прилично тромави, тоа е едукација и здравство, ќе имаат огромни промени после огромни промени. И мислам дека тука и формалното и неформалното образование има огромна улога за општеството
за да му помогне на општеството и организациите, индивидуалците да ги направат овие промени. Така да ако добро како образование, ако ние добро и другите образовни институции ако добро изиграат во овој период, може да му помогнат на општеството да направи неколку чекори повеќе или споредено со другите држави. Така да има огромно влијание. Можам да ви кажам ние што правиме сега во моментов за здравство не можам многу да зборам, имаме бидејќи работиме на еден проект сега во моментов, па имам некои сознанија тазе, на пример, сега во моментов AI, вештачка интелигенција, кои разгледува снимки за тумор, може не знам колку пати подобро човек во моментов со оваа технологија, не зборам за неколку години, него со оваа технологија сега што имаме, веќе е многу пати подобар отколку од човек. Многу проценти подобар од експерт, многу искусен експерт во оваа област. Имам уште некои сознанија, меѓутоа не се чувствувам доволно не се чувствувам дека имам доволно познавање во тој дел, пат не би спекулирал, не би навлегал на тоа, меѓутоа во едукација можам да ви кажам што правиме ние за да можеме да помогнеме и на луѓето и на нашите студенти и на останатите да ја направиме овој скок, оваа промена. Значи, направивме тим на Program Operations, што прави овој тим. Овој тим моментално составен од двајца луѓе кои работат многу блиску со компаниите, со индустријата и работат многу блиску со innovation тимот кај нас, за да можат да разберат кои се оние вештини кои ќе бидат потребни на индустријата, за да можеме да ги имплементираме сега во програмите и поради тоа, не знам, кои сте во тек оние Brainster Plus дополнителни програми што ќе ги правиме, така да промените што ги правиме во програмите често се работи кои моментално ги правиме за да можеме ние да се адаптираме на овие промени. Втората работа е овој тим на innovation, тоа е тимот од програмери, UX дизајнери кои работат моментално, развиваат технологии кои делот ни сега се на тестирање. AIDA, кој од вас го користи? Мислам дека никој од тука. AIDA е бот кој неколку групи од академиите го користат моментално, кој им помага во процесот на учење и правиме уште многу истражувања во овој дел за да видиме како можеме да се адаптираме на тие промени. Сум многу возбуден за овој дел, така да имаме тим кој се грижи за овој дел и имаме тимот еден, значи не е тим, е човек кој се грижи како да имплементираме на ниво на организација, како да имплементираме алатки кои може да не помогнат за ефикасноста и ефективност, за ефикасноста во организацијата, како алатки за да ни го намали бројот на мејлови, алатки кои ни прават, да речеме, ни стига мејл, на тој мејл ни прави алатка па драфт и ние само треба да го прочитаме, стиснеме сент или нешто малце да промениме и така да и во таа насока се движиме. Меѓутоа како образовна институција и како организација ги превземаме овие работи кои нели можеме да им помогнеме барем на луѓето со кои работиме сега во моментот, да им помогнеме да станат порелевантни кога ќе се сменат, кога ќе се направат овие големи промени. Океј? Ти дадов добар одговор? Или малце те плаши одговоров сега? Не, почти мисля, че како Не се тајни, тама работа тајни. Не, никој нема да знае. Мислам, никој не знае во која насока ќе се движи после AI. Имам некои предпоставки, ниш предпоставки кои мислиме дека ние како бизнис можеме да ги искористиме, како да речеме не ви кажувам какви алатки, освен AIDA што ви кажав, не ви кажам какви алатки развиваме за да можеме да подобро да ги обслужиме нашите студенти. Меѓутоа јас сум, како се вика, оптимист дека технологијата може да направи добро на луѓето и овој пат сум оптимист, така да мислам дека се движиме во добра насока, дека после ова луѓето ќе живеат подобро и ќе живеат подолго и ќе живеат посреќно и со подобри услови. За бизнис како е формално образование, како што е Brainster Next,
паметно да биде само некој од овие работи, небе, partnerships и student success да се фокусираат или е подобро да биде сеопфатно и да цели кон прашањето пред Да, слободно. како конкуренција да една или повеќе старти да се фокусираат. Значи, имаме, да речеме, некои норми што мораме да ги спорачаме за да бидеме акредитирани. Значи, има некои работи кои мораме да ги правиме, меѓутоа, и тие ги правиме, меѓутоа се фокусираме на работи на кои нашите клиенти во моментов би имале најголем бенефит или би креирале најголема вредност. Се фокусираме на нив и се фокусираме во тие да бидеме најдобри. Да речеме, според нас да имаме голема зграда, факултет со еден куп училници и такви работи, не им додава вредност на студентите или им додава мала вредност. И затоа имаме една канцеларија тука, имаме една канцеларија там. И ние не трошиме многу големи буџети за office space, за можеме да се фокусираме на партнершип. И да имаме 4 луѓе вработени во партнершипс. И да може да ги даваме овие сервиси што ги даваме сега во моментот. Разбирате? Да. Значи не можеме да одлучиме да бидеме најдобри во свет, зашто нема шанси. Ке треба цената да биде многу висока за да се бидеме најдобри во се. Меѓутоа се фокусираме таму кај што мислиме дека Јасно. Мора да направите баланс. Не постои перпетуум мобилен. апсолутно. Ово нешто мора да има помал квалитет за друга да го има повеќе. Таму каде што сметаме дека не, баш добар пример да го кажав ова со канцелариите. Значи имаме канцеларии тука, имаме канцеларии таму, сега ќе имаме трети ќе бидеме на 3 места. Меѓутоа, тоа што сме на 3 места, не им го многу или воопшто не им го намалува задоволството на студентите. Може и да не го приметуваат, бидејќи не им е тоа важно. Меѓутоа, ако немаме проекти, како што имаме, ако немаме партнери од индустрија, тоа ќе го приметат, бидејќи за тоа се дојдеме тука. Разбирате? Оле. Сега збориме за карактеристики или за вештини или сакаш за двете работи да збориме? Океј. Значи ај прво да поделиме што е карактеристики, што се вештини. Карактеристики се оние што ни се вродени особини, способности, така, значи извини, на човекот, на поединецот. На пример, тоа е, не знам, work attitude, тоа е способност за учење, многу учење со ентузијазам и така натаму. Значи они се вродени особини, а вештини се оние вештини кои може да се научат, така, значи се комуникацијски вештини, други soft skills, hard skills и така натаму, технички вештини, така. Сега според мене за еден лидер потребна е комбинација, и тоа добра комбинација помеѓу овие две, и особено оние што се карактеристики као човек. Според мене еден лидер моментално треба да биде во вакво денешно време, треба да биде човек што е способен да учи, што сака да учи со ентузијазам, бидејќи ако не го прави тоа и ако не го прави тоа постојано, најверојатно ќе стане не толку релевантен, така. Според мене други карактеристики на лидер е, има, не знам дали како да опишем оваа карактеристика, меѓутоа она можноста to suffer, да пати долго време за да може да стигне до одредени резултати. Обично во бизнис или тоа се случува. Неколку години за одложено задоволство, така неколку години нели патиш за да може да стигнеш до или да чекаш да се случи тоа задоволство. Од друга страна, според мене, лидер, карактеристика на добар лидер е лидер кој е нетрпелив со акции, односно сака акциите се случат брзо, веднаш, меѓутоа е трпелив со резултати, свесни се дека резултатите не стигаат одма и не стигаат брзо. Значи тоа според мене се карактеристики на добар лидер. Вештини кои треба да ги поседува лидерот, според мене, или оние ја што ги ценам многу и направив презентација баш пред некој време на лидерите кај мене на работа. Значи, тоа се вештини за problem solving, вештини за decision making и вештини за делегирање.
Овие три вештини се учат и се учат лесно и се многу важни според мене за еден лидер. Можам да ви дам кратко образложение зошто. Да речеме, вештина за decision making, лидерите на лидерски позиции не носат многу голем број на одлуки, меѓутоа носат многу важни одлуки. Иако се малце, некогаш се по неколку во тек на еден семестар, по 5-6 одлуки во тек на една година, така? Меѓутоа тие одлуки може да однесат компанијата во ово или во оној правец и се многу важни. Доколку лидерите се фокусираат да носат стратешки одлуки, не оперативни, не тактички, не стратешки одлуки, во тој случај носат многу малку одлуки, многу мал број на одлуки. Меѓутоа, ако имаш ти систематско носење на одлуки, систематски decision making, можеш многу да разликата помеѓу тебе и останатите лидери да биде огромна. Значи тоа е decision making. Истото и со проблем solving. Кај лидерите не стигаат оперативни проблеми, меѓутоа кога стане збор за некој стратешки проблем, некој кој не може да се реши дали е поврзан со технологија или поврзан со било што друго, потребно е исто така систематски начин за решавање на тој проблем. И се учат едниот и другиот, друга вештина се учат многу лесно. Ние користиме еден за проблем solving, користиме еден AD техника и A3 техника. Можам да ја споделам со вас. Тоа е една табела која ни помага да си поставуваме вистинските прашања за да можеме да откриеме кој е проблемот и кои се корективните и превентивните акции кои треба да ги имплементираме. Така да тоа е според мене многу важна вештина и делегирање е многу важна вештина, бидејќи ова често се прави, мора често да работиш што ги правиш, да научиш како да ги делегираш на останати, на другите, за да можеш да земеш други работи кои имаат уште поголема вредност, уште поголем леверидж, така да decision making исто така многу важна особина според мене. За овие работи можеме да збориме цел ден, каков тип на одлуки има, во која категорија да ги ставиме, како да си го лесниме процесот за носење одлука, кои се лесни одлуки, за кои можеш одма да донесеш одлука за да не ти се оптоварува мозокот, кои се комплицирани, кои се комплексни, која е разликата помеѓу нив. Истото е за проблем solving и за decision making, меѓутоа ќе останеме целни за тоа, така да не можеби ќе снимаме епизода за овие три вештини. Некогаш ли може да закажеме сесија само за тоа да збориме, меѓутоа ова според мене се вештините кои се многу важни за еден лидер. Супер, да. Пример за оваа карактеристика, нели спомнавме одложено задоволство, така да треба бидеме свесни дека ќе се случи. Не можеме да очекуваме дека ќе се случи преку ноќ, затоа што прво се многу ретки, друго не ни веруваме во ние успеси преку ноќ. Така да можам да ви помогнам, нели, како да успеете на долг рок на тешкиот начин, меѓутоа не можам да ви кажам финта за како на краток рок да успее. Мислам дека не верувам во тоа, мислам дека не постои. Така да прво тоа треба да си го разбереме, дека има години, некојаш 5, некојаш 10 години, некојаш и повеќе од тоа, каде што ние треба to suffer, да патиме за да може на крај да успееме. И сега, нели, како можам пред да ви го кажам нашиот пример. На бренстер примерот, ако сакате, после да ви кажам неколку кои се другите опции. Сакате во таа насока да се движиме, да. Значи, ја во 2010 година завршив факултет и се вработив и знаев дека сакам да започнам бизнис. Немав идеја, сакав да се вработам во некое место каде што многу ќе учам, брзо ќе учам, ќе придонесувам, додека не сватам која е идејата која сакам да ја развивам. И во тие години многу голем процент од парите што ги заработував ги ставав на страна. И конечно во 2015 година решив добив идеја за бизнис
и почнав да имплементирам. Мислам дека имав околу 20 или 25.000 евра за штедено на страна, но зборам за хардкор штедење тие 5 години и ангажирав тим на двајца или тројца програмери и дизајнер. Еден од условите ми текна на времето, еден од условите за да го ангажирам тој тим е да работам кај нив во канцеларија, за да ги проверувам, освен за да не трошам пари за канцеларија. Така да се вселив кај нив во канцеларија, уште работев на претходната работа, ги плаќав програмериве за да развиваат продуктот и негде од 2014 година почнав да работам и као консултант. Мислам дека и као консултант продолжив некои тезги да фаќам. Така да хендлав 3 работи одеднаш. И во 2015 година имаше една организација, не знам дали ја знаете, СВТ алумни. SWT алумни се вика. Не знам дали постои, може да постои, уште може да ја проверите. Интересни дечки кои ме ангажира за да им бидам ментор на стартапи, на луѓе кои започнуваат бизнис, да им бидам ментор, мислам дека во делот на маркетинг нешто ги менторирав. И работа со овие дечки и на крај кога завршивме со неколку дена сесија беше, ми кажаа дека на крај кога завршат едукацијата, образованието, неколку месеци им траеше кај нив, ќе отидат да печират кај бизнис ангели, ги прашав дали може ја да печирам. Значи ја предходно не знаев дека постојат опции како бизнис ангели и доаѓам од корпорација, од корпоративна работа. Доаѓам од компанија која имаше на глобално ниво, мислам дека во тоа време над 100.000 вработени. Све беше многу по-корпорат. Не ги знаев, не знаев што значи бизнис ангел во 2015 година. И отидов веќе спремен, продуктот се развива, веќе некое MVP направено, и отидов и ми спичирав на бизнис ангели. Им дадов еден интересен предизвик, како они одлучат да инвестираат во бизнисот, и одмah ќе напуштам работа и целосно ќе се фокусирам на бизнисот, што за нив беше негде започнат продукт, ангажирана организација, мои пари ставени во бизнисот и плюс правам ризик напуштам работа, што беше доволно за да овие бизнис ангели поверуваат дека јас сум сериозен и дека ќе им направам поврат на инвестиција. Кога размислуваме да направиме фандрейзинг, мора да размислиме во насока, значи луѓето кои сакаат да инвестираат, сакаат поврат на тие средства, така? Како размислувате? Да, значи можеш да знаеш да им го продадеш, можеш да им као да идеш да продаваш производ на клиент, услуга на клиент, така? Мора да најдеш начин како да им ја продадеш таа услуга. Значи они сакаат return of investment, така? И ти можеш да најдеш начин како да им ја продадеш. Кажуваш што ризикуваш, кажуваш дека напушташ работи. Мислам дека инвеститорите направија добра одлука. Се уште сум со истите инвеститори во игра. Започнавме една компанија, сега имаме 3 компании, они се сопственици на трите компании. Трите компании им враќаат средства, делиме дивиденди и претпоставувам се многу среќни за одлуката што е направиле до сега. 20-30 пати можеби од инвестицијата им вратена назад, меѓутоа заслужува затоа што они ризикувале кога бил најголем ризикот, односно кога не се знаело дали идејава ќе функционира или не. Така да тоа е едниот пат. Ако треба од почетокот да го направам ово, претпоставам ќе го одберам истиот пат. Ќе си заштедам пари, ќе инвестирам мои пари и ќе пробам да резнам да соберам пари од инвеститори, меѓутоа пак, мора да стигнеш до негде за да им покажеш на инвеститорите дека си сериозен. Мислам дека претходниот пат имаше доста и вие дека доаѓате баш поради тоа дека во претходниот подкаст кажувам дека веќе со PowerPoint презентација не може да земе никоја инвестиција, затоа што PowerPoint презентација не сме подготвили ништо, сме направили добра презентација и пробуваме да им продадеме на инвеститорите. Исто кога да пробаш да им продадеш производ на, не знам, да продадеш куќа на некој, еве како ќе изгледа куќата. Не е ни започната, не е ни инвестирано, не разбирате, така да во таа насока треба и ние да размислуваме, меѓутоа сега во моментов навистина има повеќе опции од претходно. Мислам дека не сум сигурен, меѓутоа мислам дека моите инвеститори кои инвестираа во Бреистер беше првата инвестиција од бизнис ангели во Македонија. Не сум сигурен, треба да провериме ова, меѓутоа или меѓу првите, значи само што почна да инвестираат
бизнис ангели во компании и ми текнува со адвокатите тоа дека пробувавме да го склопиме договорот, немаше пример од договор како они како инвеститори ќе влезат во Бренстер, меѓутоа за среќа и наша и нивна ја завршивме таа цела процедура и еве го Бренстер каде што е денес и не е само една компанија, туку 3 самостојни компании, Бренстер Албанија и Бренстер Next кои моментално функционира. Кои се другите опции? Така, другите опции ако имаме среќа, па имаме богати родители, така да тоа е исто една опција што нели луѓето ја користат. Ја сум ја немал таа среќа, тоест најверојатно сум имал таа среќа што не сум имал богати родители, меѓутоа сум имал родители што е уште поважно, што ме поддржуваат и што ме охрабруваат да ризикувам, да носам ризични потези, така да претпоставам тоа е една од причините зашто сум тука, кај што сум е нивната морална поддршка. Друга добра опција според мене е Фитер. Вие спомнавте на почетокот, пред да почнеме со емисија, спомнавте за Фитер. Мислам дека во стотина бизниси годишно инвестираат Фитер, така да ако направиш добар продукт, добро демо и ако добро им ја продадеш приказната на Фитер, дека тоа е добра, солидна опција за инвестирање, порано е немало. Третата опција е директно да отидеме кај бизнис ангели, меѓутоа мора нешто да сработиме пред да отидеме кај нив. Друга опција е да отидете кај инвеститори, меѓутоа не инвеститори што ќе ви дадат пари, туку да чукнете кај некоја IT компанија каде што ќе ви го сработат продуктот, ќе пробате да ми ја продадете, да ме спакувате во таа насока. Идејата да речеме Лајка, ние која почнувавме друг бизнис кој не функционира сега во моментов, Лајка така го почнавме. Лајка го почнавме со инвеститори, IT компанија која инвестираше во продуктот. И нас трошоците ни се намалија, наместо да инвестираме, да речеме, не знам, 200.000 евра, годината инвестиравме 10-20.000 евра во тој продукт, бидејќи некој друг го презема ризикот за да изгради платформата. Пета опција е да се најдете екипа од кофаундери, косопственици, што можеби е тешко, меѓутоа е добра, е значајна опција. Ако ние сме добри во маркетинг, не фали програмирање, не фали дизајн, може да отидеме на факултет, може да побараме од професори, талентирани луѓе. Ова е исто така добра опција, да побараме од професори, талентирани луѓе и желни кои би сакале да се вклучат во некој стартап и да почнете као кофаундери да ја развиват идејата. Знам дека луѓе не се комотни да даваат процент од компанија, меѓутоа гледате реалноста. Подобро да поседувам 30% од компанија што ќе вреди некогаш 50 милиони, отколку 100% од идеја. Така? 100% од нула не е баш паметно, така да подобро 30-20%. Ако најдам уште 5, уште четворица луѓе, па 5 кофаундери да си имаме по 20% од некоја идеја што може да кошта некогаш многу, така? Така да тие се отприлика оние нетрадиционални патеки како можеме да стигнеме до финансирање на стартап. Заем од банка е опција, краудфандинг е исто така опција, не знам кај нас колку е актуелна, меѓутоа има платформи надвор од тука кои го возможуваат исто тоа. Има сега моментов на краудфандинг кај нас, баш преска го отворив. Не функционира Founder Beam има една платформа, не знам дали функционира или не, меѓутоа дајте ми само секунда да го проверам ова. Сега во моментов не можам да го најдам. Меѓутоа има една игра на краудфандинг, моментално што е актуелна, наша игра, што веќе за еден ден има собрано над 150.000 евра или нешто така, баш дзирнете го сега, баш преска го видов, ги знам дечките што е работа. Така да краудфандинг е исто така опција, така е добра опција, солидна опција, меѓутоа нашо првиот чекор е најважен, да почнеме нешто да работиме, да почнеме нешто да креираме, да собереме луѓе, екипа кој ќе верува во продуктот на кој можеме да им поделиме и проценти и да излеземе на пазар и тоа е тоа. Претпоставувам. Да, тоа се опциите моментално кои не се на располагање. Okay.
Моето прашање исто така е во врска со финансии заработка, односно колку може да се очекува заработка од стартап компанија во првите неколку години. Што за кој бизнес размислувате? Имате идеја некоја за бизнес? Немам некоја идеја поточно. Што е најдобро? Најдобро е да немате очекувања тоест да бидете свесни дека во првите години нема да заработите ништо. Ја во 2015 година од многу сериозна плата отидов на 18.000 плата или можеби помалце, бев на минималец пријавен колку беше 16.000 може да беше минималец и до 2019 година земав 16 или 18.000. Тоест до 2018. Во 2018 година почнавме да делиме дивиденди. Во 2020-2021 беше почна да влегува сериозниот кеш, сериозните суми. Така да првите 3-4 години земав најмала плата, бев сигурно земав најмала плата од сите вработени и многу помала од претходно. Така да во моментов и окей беше според мене, окей ми беше тоа бидејќи во моментот кога видов дека има тракција, има потенцијал овој бизнес да расте, знаев точно кои работи треба да ги направам, точно имав претпоставка за кои работи треба да се направат за овој бизнес да расте и да расте и да расте и стигна до момент каде што во 2022 година, така беше 2022 година, станавме во топ 500 најпрофитабилни компании во Македонија. Замисли, топ 500 најпрофитабилни компании во Македонија и овие три организации годишно генерираат над многу милиони евра годишно. Меѓутоа траеше 10 години за да стигнеме до таму. Така да одговорот како? Апсолутно. И баш моментот на способноста да патиме подолго време и со способност за одложено задоволство. Ке помине некој време, па најверојатно ќе стигнеме до тоа што сме целени да стигнеме. Така да, тоа е. Да, колку ќе прави во првите неколку години, подобро мислиш дека нема да прави во првите неколку години. Моето прашање е како да избалансирам помеѓу факултет и работа со скратено работно време. Да балансираш? Да. Што ќе те е балансирање сега, овој период од животот? Ова е мој одговор на ово прашање. И имам одговор на ово прашање затоа што и студенти често ми го поставуваат и пред некој време на студент му кажав, окей, дај ми некој време да размислам за да можам да ти дам одговор на ово прашање. Затоа што претходно давав рандом одговори, меѓутоа одговорот е дека или ќе кажам ја што направив, па ќе пробам да ти дам одговор. Помеѓу 20 и 30 години тој период не се штедев колку работев. И на претходната и за други кои работев. Значи не се штедев. Имавме на претходната работа дека компанија со повеќе вработени во кај нас има медицинска сестра што е како дел од вработените и кога ќе доеше она са бајле пред сите на работа, кога ме видеше на работа, знаеше дека сум останал 3 смени на работа. И ме бркаше од работа. Иди дома да спиеш, да одмараш. Така да не верувам дека тоа е правецот во кој треба сите да се движиме, меѓутоа според мене помеѓу 20 и 30 години кога немаме други обврски дома, сега со деца, со фамилија, никогаш нема да имаме повише слободно време од тоа сега што го имаме. Така да и јас да сум на ваше место не би размислувал на баланс овој период од животот. Можеби понатаму сега размислувам на баланс, меѓутоа помеѓу 20 и 30 години многу се фокусирав на кариера, на работа и нула се кавам за тоа. Ништо немам пропуштено. Тоа би бил мој совет. Така да. Моето прашање е поврзано со тоа што IT индустријата знаеме дека е најповолна за вработување во моментов. Јас како студент на правен факултет, кој чекор да го превземам ако решам некогаш да променам својата кариера. Океј. Имате решено сега во моментов или уште размислувате? Уште размислуваш, океј. Која година си? Втора година си. Значи вака, според мене треба да си остави се неколку месеци, некое време да размислиш што точно сакаш да правиш понатаму, во која насока би сакала да се фокусираш, ако решиш нели да направиш преквалификација. И ако решиш ова е екстремно, можеби не треба да го слушаш мојот совет, меѓутоа ова е екстремно. Ако решиш дека сакаш да во одредена насока се движиш, дали тоа ќе биде маркетинг, дали ќе биде програмирање, дали ќе биде било што поврзано со технологија,
направи го одма и отпиши се од факултет. Зашто ти го кажувам ово? Имаме еден бајас кој ние као луѓе си го носиме. Тој бајас е само да ми текне стручно како се викаше, меѓутоа бидејќи веќе имаме инвестирано време, пари, било што, не се sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy. Што значи sunk cost fallacy? Бидејќи веќе имаме инвестирано време, ресурси, други ресурси во нештото, решаваме да го продолжиме до крај, да го направиме до крај. Например, сме стигнале до втора година, па сега веќе 2 години поминав, ќе завршам уште 2 години, па после ќе се преориентирам во некоја друга насока. Така да првите 2 години не се загуба, вторите 2 години се загуба, бидејќи веќе знаеш дека отидеш во некоја друга насока. Така да тоа би бил мој совет. Не се брзи, размисли што сакаш да правиш, ако сватиш дека треба да правиш нешто друго, наместо да бидеш правник, направи го одма и пресечи тука, е малце ќе боле, меѓутоа кога ќе почнеш тоа другото да го работиш, ќе сватиш дека се направила добар потек. Меѓутоа нема потреба да го довршуваме до крај тоа што сме го започнале, бидејќи следните години ќе бидат загубата од кога сме сватиле, не претходно. Претходно не сме знаеле, така? Така да, не го слушајте овој совет мој, меѓутоа тоа е најдобро. Меѓутоа као и јас се фаќам често дека паѓам на овој sunk cost fallacy, меѓутоа често пресекувам кога не многу подоцна кога ќе сватам дека нешто нема функционира, зборам за иницијатива, за бизнис, за продукт, за сме го направиле. Што ако сме го направиле? Подобро го пресечеме сега, отколку да не функционира уште неколку години. Така. Јас сметам дека односот во еден тим е многу битна работа, ако не е една од најбитни работи. Така да ние како лидери, како би направиле здрав однос и доверба помеѓу сите членови во тимот, дури ако се работи за оддалечена работна средина. И за работа за ремонт, за ремонт работа. Да, тоа, окей. Уште нешто како е прашање, како да направиме доверба во тимот? Да, доверба во односот и здрав однос со сите играчи од тимот. Најлесно за доверба е да го правиш тоа што им кажуваш на луѓето дека треба да го прават. Значи тоа е најлесно за доверба и многу одлуки, акции што си ги направил и одлуки што си кажал дека ќе ги направиш да ги направиш на крај. И кога ќе помине доволно многу време, а луѓето ќе гледа дека работите што ќе ги кажеш на крај ги правиш, ќе имаш доверба во тимот и тогаш кога е најпотребна. Некогаш е многу потребна доверба, особено многу потребна доверба во време на кризи, например како кризата COVID што беше, сега со AI ќе се прават големи промени, не е криза, меѓутоа е opportunity. Во такви случаи е многу потребно да имаш доверба, да уживаш доверба во тимот, кај тимот, затоа што некои од одлуките што ги правиш не се очигледни, не се едноставни и промените се некогаш многу големи и она доверба што си ја градел низ годините сега ја искористуваш. Тогаш не ни бараш од луѓето доверба и знаеш дека луѓето ќе ти веруваат, бидејќи си им покажал долго време. Така да претпоставувам, за да изградиш доверба треба време и треба искуство, да. Меѓутоа секако треба многу време да помени, да почнеш од некои мали работи, да докажуваш и на крај луѓето ќе почнат да ти веруваат. Меѓутоа довербата е earned, е заработена, не е гарантирана. И знаеш кај грешат многу лидери? Грешат многу лидери кога дојдат на лидерска позиција и очекуваат веднаш да имаат доверба од луѓето околу нив, и ако немаат доверба се обраќаат кај мене. И секогаш истиот одговор. Не ти е гарантирано со самата позиција, не можеме да им кажам на луѓето да ти веруваат. Не можеме да им наредам на луѓето да ти веруваат. Со самата позиција што си ја земал како лидер, не ти е гарантирана довербата. Треба да помине време, треба да ја заслужиш, и тоа време ќе биде турбулентно, меѓутоа во моментот кога ќе заслужиш довербата, ќе имаш довербата од тимот до моментот дека не сгрешиш.
Значи ќе треба многу време за да ја заработиш довербата, а еден потек за да ја изгубиш, така да. Што сте за на пиво? Да, баш така. Може да се надоврзаме што нешто. Да, слободно. Во ова прашање исто така мислев поише и на делот како они да се чувствуваат комотно да споделат нешто со нас, да не го имаат мислењето како да не се избламираат пред лидерот со нивните идеи. Значи, како да создадеме средина каде што луѓето во организацијата ќе се почувствуваат дека се слушнати, дека им се нивното мислење им се цени. Да, тоа би требало да биде прашањето. Гледа се, Предмет што мислам. да, ајде, може и така. Само микрофонот треба да го земеш. Така, согласувам со ова. Ама има и покрај. И покрај некогаш на луѓето кои ќе им дадеме до знање дека може да бидат отворени со нас, пак гледајќи те како лидер, стравуваат од тоа да излезат малце попаметни и помудри, нели, па да не излезат во очите на лидерот како луѓе со недобри идеи или слично. Тоа ми беше поентата, како да... Што мислите другите? Ова прашање? Јас не Како да речеме вие сте на лидерска позиција? дека И- треба да работи. Да, вие сте на лидерска позиција, нов тим, треба да направат одреден проект, да завршат еден проект. И важно ти е да направиш средина каде што другите ќе споделуваат идеи и ќе даваат мислење. Што би направиле вие? Да, слободно. Мгм. Од бизнес? Ова Безос што го прави, не знам дали го да се надополнам на колегата, има од време на состаноците вика луѓе кои се нови, луѓе кои се надвор од тој стратешки тим и барам мислење од нив или луѓе што се буквално фронтлайн луѓе што имаат директен контакт со клиентите, така да тоа го прави. Значи, вака, кога се работи за една компанија за да функционира, потребни се неколку работи, меѓу кои иновација е една од работите која е маст. Нема Питер Дракер вика во една книга дека на секој 10 години 3/4 од производите од сервисите се менуваат, се различни. Значи замисли на секој 10 години ти имаш нов бизнис горе доле. За тоа се случи нели потребна иновација. За да можеме ние да се менуваме со тек на време, потребно е
да го слушнеме, односно сите останати луѓе во организацијата да дадат свое мислење, да дадат свој став на работите, ние да најдеме начин како да го охрабриме тоа. Добро е исто така преку ситни примери. Ако начека, ја нешто што често го користам, ако дојде некој од луѓето и да ми даде различно мислење за некоја моја одлука или ако ми промени одлука, го чекам тој момент за да можам да споделам со цела организација. Ова беше мојата одлука, ова беше одлуката, ова беше мојата првична одлука, вака ја сменив ради тој човек. Значи, некој кој ќе дојде, добива бонус поени одма. Човек од организацијата, било кој ќе дојде, кој ќе каже дека мојата одлука не е добра и дека треба нешто поинаку да направиме, или да даде нека нова идеја за подобрување, за иновација, за сервис и така натаму, наоѓаме начин како да ја прославиме, да му даеме кредити на тој човек. И неколку пати кога го направиш ова, луѓето тенешко добиваат сила и знаат дека нови идеи, различни идеи или запрашување дали идеите како лидери што сме ги донели се правилно или не, може многу да ги потекне луѓето да придонесуваат. Да размислува различно да се запрашува за одлуките што ги носиме ние како лидери дали се добри или не. Дали постојат лоши бизнес идеи или само лоши предприемачи? Постојат лоши бизнес идеи. Како не постојат? Постојат лоши индустрии. Знаеш, што последно време кое ми е размислувањето? Дека не е толку важно ни бизнес идејата, дури не предприемачот, важна е индустријата што ќе одбереш да работиш. Ако индустријата сама по себе расте, тогаш и просечен предприемач и просечна идеја ќе функционира. Ме разбирате? Значи, може би поважно во моментов е во која индустрија се наоѓаш. Например, еве пример кај нас што се случува. Ако си во индустрија поврзана со градежништво, ако си мајстор кој работи, не знам, гипскартон, видете го гипскартонов тука што е поставил. Гледате ги линиите. И просечен ќе заработува. Така? Значи, ја погодили индустријата. Така да според мене има лоши идеи, исто така како што има лоши предприемачи, и важно е да според во последно време такво ме размислување, може дека ми се смени, меѓутоа ако започнувам нов бизнис сега, а сега за прв пат кога откривам јавно дека работам нов бизнис во моментов, овој пат ја одров индустријата. Така, ќе видим што ќе се случи. Да. Многу е важно. Да, многу е важно тоа е. Ние работиме многу долги сати. Да. Тоа е многу добро прашање и многу важно. Значи не може би поважно од било што. Ако моите родители може би немале финансиски да ми помогнат, меѓутоа доволно било поддршката во тој период. Подобро да напуштиш работа, да ги инвестираш парите што 5 години си ги заработувал. Значи треба многу силна поддршка тука. Сега ја ако од мојата жена немам поддршка сега периодов каде што поради обврски периодов од време на време и сабота работам, што обично го испекнувам, меѓутоа останувам долги сати, веќе 7 часот уште сум на работа, доколку немам поддршка од дома, ова нема да функционира. Како да не разберат луѓето, не сум сигурен, меѓутоа некоја влегува во врска и нели са и со деца и со жена, не на почетокот кажав кој сум и дека јас сум тука да работам и мене ова ми исполнува и дека мојот мајндсет е дека сам да градам бизниси и да правам пари и
и дека тоа од време на време значи дека треба многу да работам и дека некои други работи во врската ќе патат. Меѓутоа, од друга страна, пробувам сето останато време, викенди и после работа пробувам да се фокусирам на фамилијата, на семејството и дури следно се пријателите кои тие за среќа ме разбираат и понатаму, така да не знам како да не разберат, меѓутоа мене најверојатно ми се посреќало и е многу важно. Не можам да замислам да имам притисок од дома, да не можам да работам некојаш кога треба да Затоа што најверојатно не е жртвуваме само ние, туку Апсолутно. Апсолутно. Тама не е ни само до нас, како они ги имаат разбирање и како зависи од другата страна на личноста, како она ги следи тие работи. Така. Некојаш не е во наш некој. Се согласувам, да, и не, меѓутоа, нели, треба да бидеме и фер и коректни, дека не се врти светот околу нас, тоа да го разбереме, така да треба да си ги завршиме и другите домашните обавки некогаш, за да можеме да останеме подолго да работиме. Меѓутоа, глед, во нашиот случај и Ања, мојата партнерка, е исто така workaholic. Не предпоставувам другата верзија на мене и целото слободно време кое го имаме го работиме дури порано кога идевме почесто, нели, сами на одмори без деца. Првите 2-3 дена сме на одмори, после тоа да седнеме малце да поработиме, така да работев. Посеќаш на празнина или да не е доволно. Тоа е, значи среќа, претпоставам, немам совет, ја само да се пофалам дека сум среќен човек, мисле. Искрено, тие реакции може да бидат индикатор дека доволно се трудиме, пошто нели дека сме направили пат, да кажеме, да успехме. Да. Пошто ако има реакција од луѓето околу тебе, гледат дека ти си повеќе фокусиран на тоа. Индикатор дека ти си стварно таму. Да, ама го има и другиот екстрем, сум го видел, што наистина не е добар, кога само работата е приоритет и другите работи навистина многу патат. Сум го видел у неколку примери и тој случај, мислам дека тоа не е добро. Така да, нели го кажавме, 20 до 30 години баланс не барете, меѓутоа после 30 години претпоставам ќе треба да почнеме да правиме некој баланс. Така таа е реалност. Не се врти светот околу нас. Друго прашање? Од Македонија се, да, нема проблем. Од Македонија се, како што ви кажав, преку СВТ алумни, преку оваа организација, работа со нивните стартапи, ме повикаа да пичирав, земав инвестиција. Има една организација која се вика Seed, не знам дали сте слушнале. Seed Hub. Таму има една група на бизнис ангели и јас од време на време сум со нив, кои бизнис ангели кои, ако ви кажам, да ви покажам на мейлови колку малку идеи пристигаат и пробуваме ние и се наоѓаме во ситуација каде што ќе решиме да инвестираме во некој бизнис, а никој од нас не е сигурен дека треба да се инвестира. Значи, овие бизнис ангели, има и други, претпоставувам, треба да просрчаме на интернет, меѓутоа тоа им е работа. Они имаат пари, кеш, кои сакаат да го инвестираат во бизниси за да се направат return of investment. Има моментално бизнис ангели. Има моментално извори, има од каде да најдеме инвестиција. Зависи од бизнисот. Значи, што сакаш да направиш? Дај ме некој пример да пробам со пример да ти објаснам. Можеш да бидеш добар нетворк, тоа е Што сакаш да изработиш дигитална агенција? Сакаш нешто, на пример. Кај си сега на академиите беше? На која академија си? На Full Stack академија. Колку имаш колеги што знаат да програмираат? Да.
колку имаш контакт до Student Success? Можеш да побараш од нив да те поврзат со маркетери, со дизајнери, со такви работи. Можеш. Едете екипа. Не е сложено. А ако дојдеш кај инвеститори, ако кажеш дека не си успел да ниту луѓе да мотивираш да се приклучат, како ќе ти верува инвеститорот дека можеш да идеш да ја продадеш идејата, да ја реализираш. Така да не е едноставно. Не е тешко, извинете. Не е тешко, само треба да направиме првиот чекор. Всушност е многу едноставно. Јави се на Student Success и нека имаш идеја, јави се на Student Success, нека те поврза со неколку луѓе. Да, јави се на партнершип, јави се на Јана и кажи дека сакаш да направиш хакатон за повеќе луѓе да работат на твојата идеја. Ако е интересна идејата, утре ќе направат хакатон. Така. Не, само треба да излеземе. Треба да излеземе да пробаме да си продадеме идејата. Ако се уште е во форма на идеја, да пробаме да си продадеме идејата на други луѓе кои ми се приклучиле, за да можеме таа идеја да ја реализираме, утре да земеме инвестиција или да уште подобро да лансираме без да имаме потреба од инвестиција. Да, ова е често. Ова е многу чест проблем. Не знам дали си свесен и на глобално ниво, кога се распадне Founders Group, односно луѓето кои го основале бизнисот, најчесто и бизнисот се распаѓа заедно со нив. Така да тоа е многу тешко, меѓутоа во подоцна, ја го започнав бизнисов сам, без партнери. Сега новиот бизнис кој почнуваме да го развиваме, сега морам да признам дека ме малце полесно. Направивме организација, знаеме луѓе, направивме репутација, што е многу важно, и за еден ден условот да го започнеме новиот бизнис беше многу интересен. Овие 9 луѓе сакам да ми се приклучат. Ако се приклучат конкретните 9 луѓе, започнуваме со бизнисот да го развиваме. Ако не започнуваме. Тоа беше планот што си го направив на почеток. И сите 9 луѓе се приклучија во организацијата. Меѓутоа, ова не е одговор на твоето прашање. Сега ти ќе ми кажеш, сега ти е лесно. Точно, сега ми е лесно, по 10 години работење. Да, сега, ако имаш, не знам, некои пријатели или некои луѓе со кои претходно си работел нешто, ако имаш некои колеги кои знаеш дека даваат многу плюс за организацијата во која работат, тоа ти е доволно добар индикатор, или со пријателиве дека претходно сте завршиле нешто заедно, а со колегиве дека штом за другата организација во која работи се труди толку многу, најверојатно е во бизнисот ќе се труди. Меѓутоа, на крајот на ден немаш што да изгубиш. Реалноста е стварно немаш што да изгубиш. Дај му шанса на некој човек да се покаже, ако работи исто колку тебе, супер, ако работи помалку од тебе, најди начин како да го мотивираш да работи колку тебе, ако работи многу помалку од колку што ти очекуваш, едноставно најди друг фаундер да се приклучи. Предпоставуваме trial and error, дека не стигнеш до некое ниво каде што веќе полесно ќе ти биде, затоа што си остала репутација, полесно ќе ти биде да убедиш некој да ти се приклучи, бидејќи ти веруваат дека во тоа во што сте впуштаат има големи шанси да функционира. Не се, нормално 100% уверени во тоа, меѓутоа доволно е да им покажеш претходните проекти што си ги сработил и неколку успешни соработки заедно, или уште подобро ако сте работеле долго време заедно во иста фирма, да можеш да го мотивираш да се приклучи на иницијативата. Нема да работи никој повеќе од тебе. Нема шанси да работи никој повеќе од тебе. Така да, ќе најдеш луѓе што ќе работат многу и многу ќе бидат посветени на бизнисот. Ќе работиш луѓе не само што ќе работат многу, него работат и
ефективно, нели има разлика помеѓу ефикасност и ефективност. Ефективноста е doing the right things. Од ги одбира вистинската работа што однесат голема вредност и се фокусира на нив. И тие луѓе треба да бидат наградувани сериозно, за може што подолго да останат во организацијава и да работат. Меѓутоа нема да најдеш луѓе што ќе работат повеќе од тебе. Не е логично луѓе да работат повеќе од тебе. Барем во оваа фаза. Ја познавам и други бизнисмени кои заслужиле тоа да го прават, меѓутоа познавам луѓе кои не би сакал да им ги спомнам се имињата, меѓутоа може паснам оф рекорд има фаундери, вика, јас сум фаундер, вика, не сум работам во бизнес. Ево, поседувам бизнисот, така, го поседувам бизнисот и не работам века на него, се развивам дали други приказни, други иницијативи, така да, и тоа е исто така случај што го среќавам од време на време, меѓутоа тие луѓе додека работеле првите 10, 15, 20 години додека го развивале бизнисот, работеле повеќе од било кој и потеднашка не работеле. Така да само се собственици на бизнисите. Например, еве го земаме примерот со Next. Така, ја немам ангажман во Next, јас сум собственик на Next. Ја од време на време се вклучувам thanks God на проекти кои мене ми се интересни да се вклучам. Имам желба да ги сработам, меѓутоа имам направена екипа многу сериозна која работи повеќе од мене во тој бизнес. Јас сум само фаундер во тој бизнес. Меѓутоа во Brainster не е логично да барам сега во моментов луѓе што ќе работат повеќе од мене. Барем во оваа фаза. Исто тоа значи за Албанија. Албанија си има директор, си има екипа и јас се вклучувам во Албанија само кога ми е интересно, се вклучував на почетокот во Албанија, бидејќи имав некој нетворк во Албанија, да ги поврзам моите луѓе со вистинските луѓе. Се вклучував да стартаме на почеток. И толку мене нема веќе во Албанија. Се вклучувам само тоа кога ќе ми биде интересно да се вклучам и кога имам некоја идеја. И најчесто се вклучувам за да им направам некој проблем, да им набацам неколку идеи, па они да се измачат, да ги реализираат на крај. Меѓутоа не сум многу корисен во тие организации сега се уште. Мислам во моментов. Тоа е тоа. Така, дечки, фала ви многу. That's it.